Следен разговор во денешното издание на Македонија наутро на тема танц, како што впрочем најави и Никола. Во сабота во големата сала на спортскиот центар Јане Сандовски ќе се одржи танцов спортски надпревар на кој што учество ќе земат танцови двојки, солисти и формацијски групи од околу 20 држави. Надпреварите ќе се одржат во стандардни латиноамерикански модерни танци, за кој утрово разговараме со Владко Павлевски, од примаданца, инаку актуелен председател на Танцовата федерација. Добре ни дојдовте, Владко. Пандемијата генерално многу сериозно се одрази и на танцот, на активностите кои што низ години ги организираше вообичаено Танцовата федерација, клубовите, па и на кондицијата на танчерите, но и еден убав настан на повидок. Така е, да. Конечно, континуитетот да се врати. Ние последниот пат 2019 имавме Македонија Опен како проект со надпреварите од овој карактер, стандардни латиноамерикански и модерни спортски танци. 2020 со оглед на ситуацијата со ковид се случи тоа што се случи, не можевме да го организираме проектот. Еве се враќаме назад. Мора да признам дека капацитетот кој што го имаше 2019 со околу 40 на држави учеснички, со од 3 континенти имавме спортски танцови двојки. Овој пат сме некако, да кажем, ајде, скоро преполовени во однос на бројката на држави учеснички, меѓутоа ковидот си го прави своето. Сепак се трудиме и во вакви услови да направиме добра организација. За да потенцираме колку всушност станува збор за сериозен надпревар, ќе споменеме дека танцовите двојки всушност се борат за поени кои што ќе им обезбедат повисоки позиции на светската ранглиста. Така. Тоа е клучната ставка која што се случува на вакви, да кажам, надпревари од отворен карактер, кои што се стандардизирани во рамките на системот за надпреварување на Светската танцова спортска федерација или World Dance Sport Federation. Ние сме членка редовна во Светската танцова федерација и ваков тип на надпревари на надпреварувачите им овозможуваат да собираат стварно поени за пласма на светските ранглисти кои што се посебни за стандардни и посебно латиноамерикански танци. Оние двојки кои што често се надпреваруваат, освојуваат подобри позиции на надпреварите кога има поголем број на танцови двојки и така натаму, тие побрзо напредуваат на тие ранглисти. Надпреварите нудат, да кажам, одреден коефициент на рейтинг, кој што и се множи со нивните освоени поени. Значи, ако е надпреварот од повисока класа, од повисок стандард, каде што има повеќе двојки учеснички, ако има повеќе двојки од што повисоките места на светска ранглиста, да кажам, судискиот панел е од доста држави, тоа се го подига коефициентот. И, например, сега да кажам една хипотетичка варијанта, ако некоја двојка освои 100 поени, а коефициентот е 2, на светската ранглиста тие кога ќе се помножи, ќе добијат 200 поени повеќе и веројатно ќе скокнат многу на листата. И како стојат македонските танчери? Ние сме во просечна варијанта, да кажам. Да, на светската ранглиста има и наши спортски танцови двојки. Не можеме да се пофалиме со високи позиции, меѓутоа се трудиме, работиме и во вакви услови. Треба да споменеме дека квалификациите ќе се одржуваат во текот на денот. Гала вечерта почнува во 19 часот и 30 минути. Не споменавте преполовен бројот на учесници од странство. Каде се ќе има? Има некои си 20 на држави, значи сите околни имаме, значи од европски држави претежно. Во Европа инаку се случува најмногу при танцовата приказка, да кажам најголемата моќ или сила на танцот е во Европа. Потеклото е исто така од европскиот континент. Така да учествувај ќе има негде на преку 100 танцови двојки. Од 8 часот наутро се квалификациите. Вечерниот дел ќе биде гала вечерта со најубавите финалиња и со најсилните, да кажам, класи на надпреварувачи. Најаката класа е адулт класата од 19 до 35 години, за која класа фактички се води светска ранглиста и се освојуваат поени. И треба да споменеме дека има 15 лиценцирани судии, меѓу кои ќе бидете, се разбира, и вие. Да, значи јас ќе бидам главен судија на надпреварите, ќе ги, да кажам, менаџирам приказните во однос на целата ситуација околу надпреварот. Главниот судија не суди, тој е одговорен буквално за се во однос на организацијата и спроведувањето на правилата за надпреварување на Светската федерација. Судиите кои што ќе дојдат се 15-тина и тие се од негде, да кажам, 12 држави, што значи дека судискиот панел гарантира исто така зголемување на тој коефициент во голема мерка. Многу е важно всушност да споменеме дека вие сте дел од сите тие 15 меѓународни танцови студии.
Што, ајде да кажеме, како предуслов треба да поседува еден судија за да добие лиценца, за да може да суди во странство или да биде меѓународен? Академијата, спортската академија во рамките на World Dance Sport Federation пропишува критериуми како се добива судиска лиценца. И морам да ви кажам дека сте многу строги тие приказни за да дојдете во ситуација да имате меѓународна судиска лиценца, не само во едукацијска смисла, туку и во искуствена смисла. Значи, ајде, еве да кажем, јас навистина имам многу години лиценци кои што се и од највисок карактер, значи веќе други лиценци нема, нели повисоки. Ја носам и таа лиценца за главен судија која што е доста ретка во светски рамки. Меѓутоа, системот бара перманентна едукација, нон-стоп да се суди на танцовите надпревари и да се надоградувате. Ако тоа не го правите, не сте во тек со времето и веројатно резултатите ваши нема да бидат како што треба. И на било кој надпревар кога ќе се спомене дека има и домашен судија, можеби на надпреварувачите им олеснува, но мислам дека во случајов не, бидејќи знам дека сте перфекционист и кај вас Значи, ако не го гледате тоа од аспект на, да кажем, доста е сурова приказката, нели? Значи, не смеете да бидете, ајде да кажем, зборот субјективен, нели? Значи, субјективноста може да ја наруши личната кариера на крајот на краиштата. Значи, судиите се максимално сериозни, тоа се многу искусни судии кои што ќе дојдат, со висок степен на едукација, највисоките лиценци на Светската федерација ги носат и тоа гарантира добри резултати. И што се оценува? Тежок е тој процес, искрено. 4 се, да кажем, главни критериуми кои што се вртат во главата на судиите и кои што ги претвараат во нивна перцепција за тоа што двојките прикажуваат на подиумот преку своите танцови перформанси. Првиот критериум е техничката страна, нели како тоа, нели на англиски го викаме technical qualities, нели како двојката технички ја изведува целата приказка. Вториот критериум главен, да кажем, е како тие се движат на музика и како се справуваат со ритмичкиот момент на тоа што го слушаат. Третиот е partnering skills, така наречен, нели на англиски, што значи како двојката комуницира помеѓу себе додека танцува и не само можеби дури и двајцата со себе, измеѓу нив, како комуницираат со публиката, со судиите и така натаму, и тоа е момент кој што се цени. И четвртиот елемент е кореографија и презентација, значи самиот перформанс, како го изведуваат и како тоа изгледа на подиумот во очите на судиите. Судиите, тие критериуми, знаете како има многу и подкритериуми, многу детали, често се соочуваме со прашања како можете за 1,5 минута 6 танцови двојки во финале да ги раздвоите кој е прв, втор, трети, четврти, нели? И така натаму, меѓутоа искуството си го прави своето, знаењето и веднаш судиското око може да регистрира на вистина до максимални детали, што е тоа што ќе ги подвои двојките во однос на тоа која ќе биде на прва, која на, да кажем, на 6-то место ако станува збор за финалната рунда. Недавно во едно ваше интервју прочитав, велите, овој спорт е од аристократско потекло и на организацијата на вакви настани мора да се пристапи со висок степен на сериозност. Токму затоа мора да потенцираме дека надпреварот не е нималку наивна танцова приказна и спектакл. Така е. Точно е тоа. Значи, аристократскиот карактер на самиот спорт бара таква и сериозност. Ако кажам дека е во групацијата, не знам, со тенис, со голф, крикет, конјички спорт, значи тоа се спортови за богатите. И така мора да се однесуваат. Затоа и ние вечерниот дел го крстивме и гала вечер. Ке има и вип маси на кои што ќе имаме, да кажем, и официјални гости. Значи, тие треба да се чувствуваат како да се, знаете, називот на самиот спорт е ballroom dancing, значи сала за танцување во која што треба да гледате екстравагантни танцови двојки кои што танцуваат или стандардни или латиноамерикански танци и да уживате во тоа од аристократски карактер, да кажем. И во однос на стандардите за танц кои што треба да се почитуваат, кога ве прашав како стоиме на светската ранг листа, велите можеме и подобро, не сме лоши, но можеме и подобро. И тука ми се наметнува логично и прашањето за тоа како функционираат танцовите студија во нашата земја. Добро е да ги има во голем број и да се промовира танцот, но од друга страна квалитетот кој што се нуди во поглед на целата многу фактори влијаат на тоа, искрено. Значи, ајде да кажам, нема да го ставам финансискиот нели во прва инстанца, иако е навистина многу важен. Со оглед на тоа дека е спортот баш од аристократско потекло, бара навистина висока квота на финансии за да го негувате како таков. Ако ви кажам пример дека еден спортски танц час од 45 минути достигнува вредности надвори до 150 евра, кај
да кажам, добро тренери кои што високо котираат, да кажам, на светските позиции и кои што креираат од висока класа спортски танцови двојки, самиот тој момент ви кажува што значи тоа да една двојка достигне врвни инстанци. Во нашите танцови студија, да, се негува танцот во голема мерка и зависи од вакви фактори. Дали се финансиски добро поддржани, дали имаме добар тренерски кадар, тоа е многу важно, колку се нашите тренери и судии исто така добро организирани, подготвени, дали се едуцираат перманентно. Се исполнуваат сите овие услови? Се трудиме. Значи, Танцовата федерација навистина поставува се потешки и потешки стандарди, кои што, ако сакате да ги достигнете, патиштата се отворени и можат да се постигнат такви нивои, кој ќе се качи на возот, веројатно и ќе стаса до некаде. Апсолутно, да. Ние имаме и танцови двојки кои што се од странско потекло, што значи дека Светската федерација тоа го дозволува. Може и двајцата танчери да бидат странци во двојката, со тоа што тие можат да представуваат Македонија на отворените првенства како што ќе бидат во сабота од овој тип. Имаме така, има и такви двојки, има двојки такви странци кои што се регистрирани за прима данца за Македонија, нели? И ја представуваат државата и на надворешни надпревари без оглед на тоа што се странци. Меѓутоа, ако сакаат да се надпреваруваат на официјални европски, светски шампионати и купови, едниот треба да е со државјанство македонско. И не можам да не прашам, во услови на пандемија сите настани се прилагодуваат согласно протоколите, ќе биде така и во сабота? Да, ќе биде во сабота, значи според протоколите 50% е дозволено за публиката, салата е околу 6.500 седишта, што значи нешто преку 3.000 веројатно ќе можеме да имаме присутни. Зборам за гала вечерта, нели, која што е од 7.30-8, веројатно ќе тргне приказната. И да, протоколите се знаат кои се со 2 дози, нели, на врата ќе има редари кои што тоа ќе го контролираат и само ќе можат да влезат тие. Картите можат да се земат преку купи карти за se.com и нека повелат на настан кој што ќе биде празник за очите, навистина. Што по сабота? Кои се активностите на агендата на Танцовата федерација? Протоколите се менуваат, да, соодветно на тоа, значи Танцовата федерација си има свој систем за надпревари, да кажам и од домашно и од меѓународно ниво. На домашните надпревари танцовите клубови земаат исто така масовно учество. Тие се подготвуваат и во насока на едукација и не само на спортските двојки, туку и на тренерите, на судиите. Федерацијата организира и танцови семинари за едукација на тие кадри. Како и да е, значи, потезите се секогаш во насока на тоа да се подигне квалитетот на овој спорт во нашата држава на што повисоко ниво и да постигнеме што подобри резултати кога ќе излеземе надвор. Овие надпревари се рај за очи, за оние кои што ги посетувале. Јас израсно со овие танцови надпревари и искрено уживање ќе биде и во сабота, но не можам и да не ве прашам кој е оној танцот, дали се стандардни, дали латиноамерикански, кој што вам како судија ви е посебно уживање? Не смеам јас да се изразам искрено. Значи, дали тоа, ако ме прашате така, ќе значи дека за тој танц ќе треба да бидам построг или да требам понежен во однос на оценките. Вие одлучувате, ама кој ритам? Значи, ние мораме да ги третираме танците еднакво. Значи, гледано во судиска инстанца, на вистина морам така да се однесувам, иако, да, внатрешно, веројатно, ние си имаме своји лични ставови во однос на секој танц, на потеклото на тој танц, карактерот, колку тоа лично го доживуваме како луѓе, и ние сме луѓе со крв и месо, без оглед на тоа што на подиумот сме строги и судиме. Значи, таква една рамноправност мора да се постигне заради тоа да двојките сите бидат на иста инстанца во нашите очи. Тогаш резултатите ќе бидат пообјективни. Владко, благодарам за гостувањето во Македонија на аутор. По завршувањето на надпреварот ве очекуваме со нови видеа и фотографии да видиме како се поминало, а јас не се сомневам дека аристократски ќе изгледа сепстап. Благодарам многу за поканата. Благодарам.